Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добро дојавте во епизода 13. Денес ќе зборуваме за liquidity, структура и entry flow. Повеќето трейдери влегуваат во трейд затоа што се му виделе патерн. Но smart money никогаш не почнува со entry. Тие следат еден многу едноставен редослед. Може да го запишете тој редослед. Liquidity, structure, па на крајот следува entry. Доколку во целокупната ситуација прескокнеме еден од овие чакори, шансите за негативен трейд се огромни. Ќе покажеме како институциите ја користат ликвидноста кога структурата вистина се менува и каде е најбезбедното место за entry и stop loss. Супер. Проблемот кај повеќето трейдери, односно ритейл трейдери, ајде да се вратиме малце на черт, да го објасниме полесно нешто. Да речеме, ритейл трейдерите секогаш гледаат entry патерн. Стоп лосот го ставаат на очигледно место и нормално после тоа ликвидноста ги чисти. Доколку се спуштиме на 5 минути, да речеме, виделе на 5 минути некаков си брейк на структура и тие веднаш влегуваат на ова свеќа или на падолната во buy позиција. Но што прават? Тие да, влегуваат во buy позиција, стоп лосот го редат веднаш на последната береш свеќа и што се случува? Цената направила брейк, се изјасниле дека сакаат да одат нагоре, но прво се враќа по ликвидност за да собери волумен или гориво и цената се испалува према горе. Но претходно ги собрала стоп лосовите на ритейл трейдерите, бидејќи не е адекватен стоп лосот во таа зона. Како што објаснивме претходно,
во неколку наврати. Кажавме дека пазарот се движи од ликвидност до ликвидност. Речеме, да видиме само каде ни е опеназија. Имаме во денот 24 часа. Супер. Цената овде ни се отворила. Или ова се нарекува опеназија. Денот трае 24 часа. Од самото отварање до самото затварање. Како што рековме, маркетот се движи од ликвидност према ликвидност. Тогаш треба да видиме што ни оставил претходниот ден. Да го земеме претходниот ден. Супер. А сега можеме да видиме дека во претходниот ден цената ни оставила значаен лоу и некаков си хај кој више е пробиен во тековниот вчерашен ден. Така да нема да го земиме него за хај. Туку ќе го земеме неговиот хај на затварањето на денот. Супер. Ова ни се нарекува sell side liquidity, а ова ни се нарекува buy side liquidity. Што имаме во денешниот ден? Со отварањето на маркетот во зиската сесија, цената директно се испалила према горе, направила брекна структура од претходниот врв. Тој брейкаут е истестиран, односно имаме pullback и потврда со повисок врв. Но, бидејќи се наоѓаме на левел на отпор, тоа ни е овај левел, цената можеме да кажеме дека само собрала ликвидност од претходниот врв кој го оставила, а не бил истестиран. После вакво движење, лично очекувам, а и претежно се случува тоа на маркетот, кога имаме собирање на buy side liquidity, цената има нешто оставено што треба да го собере или истестира или да направи liquidity sweep и ред други работи. Денеска сакам да видам нешто вакво.
да се спуштиме до некоја зона, да имаме тестирање на истиот тој хај кој е оставен, или трап, односно повторно liquidity sweep, change of character, влегување во истиот daily range, pullback до самата сега отпорот каде што е овде ни станува, односно поддршката каде што е овде се ни станува отпор, и да гаѓаме sell side liquidity. Потоа, откако ќе имаме собирање на sell side liquidity, повторно движење према горе, напад на некој следен левел. Тоа би било точно до овој левел, бидејќи следна ликвидност не се најдува таму. Бидејќи цената не може само да движи во една насока, поради што доколку движи само во една насока, настанува имбаланс, односно инфлација. Кога да имаме движење во една насока на маркетот, следно што треба маркетот да направи е корекција и собирање на ликвидност. Не мора да значи дека ќе слеземе до овој левел, може да биде и до овој, до денешниот, до вчерашниот, пардон, бидејќи имаме low тука, ако малце зумираме, може да биде и на овој low. Битно, цената мора да се врати да собери ликвидност. Зошто се случува ликвидноста? Ликвидноста е прават всушност институциите. Тие го спуштаат маркетот према ликвидност, собираат средства, бидејќи на секоја ликвидност лежат стоп-лосови. Откако ќе соберат средства на таа ликвидити зона, ја испалуваат цената каде што требала да оди во нејзиниот правец. Доколку немаме liquidity sweep, движењето на пазарот најчесто е слабо. Откако ќе се деси собирање на ликвидност, ние што треба да чекаме е да видиме структура. Бидејќи не можеме само доколку добиеме liquidity sweep на оваа зона, директно да влеземе во buy позиција и да гаѓаме buy side liquidity. Движењето би се дешавало, може би подолг период, може би не би било во текот на денот, може би било во текот на утрешниот ден. Тоа е небитно. Најбитно е дека ние треба да пратиме структура. Да речеме, доколку се деси ово. Ајде вака ќе направам за да имаме поголема прегледност. Значи, чекаме спуштање на цената по ликвидност. Откако ќе се деси спуштањето и собирање на самата ликвидност, треба да добиеме некаква назнака
дека цената не оди према доле, односно добиваме некаква структура. Имаме тест, имаме market shift structure и прави цената повисоко дно. Ова ни е ознаката за нашиот entry, како би можеле да наѓаме buy side liquidity. Нашиот entry би бил по можност на 50% од импулсот и стоп лосот веднаш испод. Нашиот таргет е последниот хај кој е оставен, односно гаѓање на buy side liquidity. Како што кажав, никогаш ентрито не оди прв. Прво мора да видиме liquidity, sweep, па треба да видиме структура, па тек потоа доаѓа нашиот entry, каде што би биле сигурни дека нема да цената да го удри нашиот стоп лос и ќе продолжиме према нашиот таргет. Ова ви е еден пример како функционира liquidity, structure и entry flow. Најбитно од све е тоа што стоп лосот не се става случајно никогаш. Стоп лосот ни е алатка за заштита на нашиот капитал. И секогаш мора да не биде ставен или над или под liquidity, бидејќи да не бидеме повторно собрани. Доколку имаме buy позиција, како во случајов, нашиот стоп лос се наоѓа испод liquidity. Доколку имаме sell позиција, нашиот стоп лос би требало да се наоѓа изнад liquidity зоната. Може да објасниме и практично, да видите ова што го објаснивме, што би го чекале, дека се случува и на чартот на насот. Имаме движење на цената. Самиот нагласок на пазарот ни дава дознавање дека цената сака да се движи према горе. Бидејќи цената консолидира, а претходно сме имале сила, консолидација во булиш моментум, имаме брейк на структура, пулбек до самиот breakout и испалување према горе. Многу од трейдерите влагаат во buy позиција на овој дел. И каде што завршуваат со стоп лос. Нашето што треба да го чекаме, враќање на цената во нашата liquidity зона. Бидејќи цената овде оставила имбаланс. Таа мора да коригира и мора да се врати. Бидејќи доколку не се врати, настанува инфлација.
Со самото враќање на маркетот имаме liquidity sweep и формирање на ордер блок. Од самиот ордер блок цената јасно дава сила дека сака да се движи према горе. На самиот pullback и негово тестирање се наоѓа нашиот entry. Ова ви е правилен entry flow откако ќе биде ликвидност собрана, сме добиле структура и следно што гаѓаме е buy side liquidity. Ако сакате да престанете да видите ликвидност во пазарот, почнете да размислувате како институциите. Запомнете го редоследов. Liquidity, структура, па на крај следува entry. Никогаш не сме да обратно. Во следното видео ќе зборуваме како да ги комбинираме сите овие чегори на поголем таймфрейм и на помал таймфрейм анализа. До тогаш ве поздравувам и чувајте се од маркетот.